сакал да навлезам во тие работи. Меѓутоа, знаете како е една фирма. Ако не и оди, ако пропаѓа, ако внатре се краде, магационерот краде, директорот краде, куварот во мензата краде и така натаму, не го менуваме името на фирмата за да тргне работа. Многу е наивно и инфантилно е, ако ние мислиме дека сега ќе ни дојдат нашите деловни партнери, нашите добавувачи, нашите, не знам, клиенти, и тоа најголемите, највлијателните, и да не убедуваат дека ако го смените името на фирмата, вие сега веќе внатре нема да крадите, извештаите ќе бидат позитивни и така натаму. А баш кај што и кога го сменивме менеджментот, истите магазинери, едниот се вика Амди Байрам, другиот се вика Али Ахмети, третиот се вика не знам како, истите магазинери не останаа во магазинот, тие што ни правеа загуби. Едниот од нив го викаа Тендербек. Не знам кој не се сеќам, еден од нив двајца беше. И са, од економски аспект гледано, мислам дека е премногу инфантилно. Ако не се свртиме кон себе, имаме ситуација сега каде што еве чуварот во фирмата уби и запали човек. Во Битола полицаец вработен од партија, деклариран дента кога го направил тоа, сликан со заменик министер за внатрешни. И сега ние очекуваме дека кога го смениме името, можеби ќе губи, ама белким нема да го запали. Премногу не бизнисменски, не предприемачки, не домакински, не економски, наивно, ќе ме извините на израз, мутаво влегуваме во решавање на животни прашања, каде што се однесува за достоинството на моите 3 деца. И јас сум затоа дојден во оваа емисија, за да си го одбранам достоинството на моето семејство. Те јас не се надевам веќе во магационерот. И во таква ситуација, јас по никаква цена нема да дозволам туги агенти мене да ми кажуваат, но ако го направите тоа, вашите роднини во село Бориево ќе добијат 25.000 евра пари за, не знам, нов трактор. Па што чекала Европа ако толку не сака до сега да не го направи тоа?